Добри дојде во студио за Славчо Димитров, Коалиција за заштита на маргинализирани групи. Оваа недела, господине Димитров, се одржува, ова е недела всушност на гордоста. Вашата коалиција одржува дебати, проекции, изложби, работилници да се одбележи настанот. Кажете ми, која е целта на прво на ова одбележување на неделата на гордоста, во смисол дали имате поддршка или пак притисоци, закани, прилично сте мета на хомофобични испади, не само коалиција, се извинувам, туку и ЛГБТ центарот беше мета на напади на членовите на ЛГБТ заедницата. Какви се реакциите? Да, само да дополнам на почеток дека целава недела на гордоста е во организација на целосно на мрежата за заштита и борба против хомофобија, во која што членуваат над 10 организации, голем број на индивидуалци. Активностите се распределени во таа некоја заедничка координација. Оваа година што се однесува до организацијата на неделата на гордоста, да почнам први од тој дел, до сега немаме евидентирано нити забележено некои посериозни напади или пак закани претходно во процесот на најавување во досегашниот процес на организирање. Имаше некои минорни, не можам да ги наречам инциденти на случајни проаѓачи околу монтажната галерија во паркот на франкофонијата кој случуваат дел од настаните, така да имавме некои нации од поздравување со рака од случајни минувачи. Меѓутоа, сега да кажам дека во споредба со претходната година, оваа година е минимално, односно скоро да отсуствуваат. Имате ли објаснување за тоа? Сега да, тоа сакав да кажам. Дали ве игнорираат намерно или се култивирале поранешните хомофобични граѓани? Да се култивираат хомофобичните граѓани, па и тие што беа од минатата година, мислам дека тоа би било цивилизацијска придобивка која што е тешко остварлива за таа група и за таа популација, посебно знаејќи што правеа претходната година. Нашето објаснување е дека само збор за стратешко или намерено игнорирање. Од неколку причини, не, од една страна апсолутно дека не е лошо, во смисла на тоа дека немаме насилство како што имавме минатата година. Тоа претпоставуваме дека е резултат на она што се случи минатата година и од тогаш до сега на нереагирањето од страна на властите и на полицијата во разрешување на случаите, и во меѓувреме беше крената голема врева околу тие напади, во смисла на тоа дека сите организации кои што бевме вклучени во минатогодишната организација имавме силни реакции, поднесувавме представки, тужби до релевантните органи, меѓутоа интернационалната заедница во серија напади ја опоменуваше од тогаш до сега владата. Има ли одговор конкретен од владата? Владата до сега на официјалните представки и тужби кои се поднесени нема разрешено нити еден од тие случаеви на напади кои се случија минатата година, и покрај тоа што да не заборавиме, тие напади се случија пред очите на полицијата, бидејќи настаните беа тогаш обезбедени од страна на полицијата, бидејќи беа регуларно известени за тоа. Сега, тоа мислам дека е едната причина, а од друга страна мислам дека генерално, моментално политичката ситуација во Македонија и контекстот е релативно кризен, очите и на интернационалната заедница се прилично силно вперени кон секој чекор кој што власта го прави, особено после изборите. И мислам дека власта најмалку би сакала во овој момент да си дозволи уште еден ексцес во кој што нормално благодарение на целокупната хомофобична политика која што води оваа власт и говорот на омрза би довело до ваков тип на напади или пак несправување на власта со насилството кое што индиректно самата го потикнува. Така да тоа би било една генерална шпекулација околу тоа зашто сега не се случува тој тип на насилство, барем до сега. Мислам, сега не би сакал воопшто да го испровоцирам, меѓутоа до сега се нема случајно. Да. Околу игнорирањето, велите намерно не игнорира, тоа е тактика и политика, добро стратешки обмислена политика.
Имаше на дебатата пред неколку дена која се одржа во монтажната галерија кај Франкофонскиот парк. Беа поканети луѓе токму од таа хомофобична групација, луѓе кои во јавноста веќе долго време не само што упатуваат, имаат хомофобични испади, туку се работи навистина за говор на омраза. Ниту еден од тие луѓе не прифати да учествува во дебата, да ги спротистави аргументите, да се соочи со луѓето кои имаат поинакви ставови. Кој беше нивниот одговор? Зошто одбиваат? Ќе одговорам сега на тоа. Кого се поканивте? Да, мислам дека е добро што го поврзувате ова игнорирање со ова претходно генералново игнорирање на самиот настан, бидејќи токму тие луѓе кои што беа поканети за оваа дебата, минатата година беа имено едни од главните иницијатори или подбуцнувачи на нападите и насилството, иницијатори на некој начин преку говорот на омраза кој што го ширеа на насилството. Велите дека ова е инструкција од самата власт? Не би одел до тој степен на спекулирање, меѓутоа и малите деца знаат тие луѓе, така наречени самопрогласени новинари, дека работат исклучиво по инструкции. За кого говориме? Кого поканивте? Оваа година, например, за дебатава беа поканети, намерно беа избрани луѓе кои што би требало да застапуваат спротивставена страна, кои што досега во јавноста се имаат представено дали преку колумни, дали преку емисиите кои што ги водат јавни настапи, дека стојат на она јасно, строго дефинирана и страна против правата на ЛГБТ заедницата. Беа поканети дел од новинарите кои што пишуваа колумни, посебно дел од новинарите кои што пишува во еков на Евровизискава победа на Кончита Вурст и така натаму, кои што има една серија трансфобичен говор. Беа повикани дел од таборов кој што е околу Сител вечер на новинари, сега да не ги именувам сите поимиња, и плюс беа повикани некои од така наречените интелектуалци кои што исто воопшто не одговорија. Она што е интересно е, и што за нас искрено беше запрепастувачки, че не мислевме дека ќе прифатат, бидејќи концептот на дебатата беше строго регулиран, со идеја да се постават две страни на негацијски и афирмативен тим и да дискутираат за темата дали има потреба или нема потреба од одржување на парада на гордоста во Македонија. Зашто тие луѓе одбија да се појават во еден ваков контекст е индикативно прво бидејќи се вклопува со целокупното игнорирање. Знаете, дел од тие луѓе лани на нивните блогови, на нивните Facebook фан страни така натаму објавуваа секојдневно, беа повеќе засегнати со неделата на гордоста отколку скоро што ние бевме засегнати со неделата на гордоста како организатори. А сега одбиваат да се појават во простор кој што им го давате и во кој што ги повикувате во културен, организиран начин и формат да се сопостават аргументите. Едноставно, воопшто не сакаат да се појават, да дискутираат. Тоа за мене не говори ништо друго, освен дека имаме комплетно одсвоен капацитет за како да било. Амбиент. Па тоа го подразбира тоа. Комплетно одсуствено капацитет и не сакам да звучам вулгарно, меѓутоа дебатна неписменост што може да доведе до ниеден друг заклучок, освен до тоа дека станува збор за кукавичлук во кој што се користи привилегијата која што им е доделена, а тоа е привилегија да пишуваат во овие нивниве потурнати од влада вака спонзорирани и утерани медиумчиња и странички и блогови во кои што можат безусловно да кажат што сакаат, без да бидат санкционирани од ниедна друга страна и без да има можност да имаат на еднакво ниво партнер кој што ќе контраргументира. Ако го имате вие реален контекст за дебатирање, едноставно не се појавуваат. Очигледно, тоа сведочи многу добро за тоа кои се луѓето кои што во оваа држава го држат генерално медиумскиот простор и кои што имаат можност да промовираат било какви така наречени аргументи. Ајде сега околу, ја споменавте парадата на гордоста, дека тоа беше лајтмотивот сушност за водењето на дебатата, про и контра аргументите да се спротистават. Има ли шанси да се одржи геј парада на гордоста во Македонија?
Сега, прашањето, мислам дека е многу поважно како ќе се isformulira. Не сум сигурен дали прашањето е само по себе има ли можност. Тоа е точно е дека представува едно прашање кое што може да се дебатира. Меѓутоа, оваа дебата која што организираме беше токму од таа причина да се постави генерално прашањето кои се позициите на сите луѓе кои што се вклучени во последниве години во ЛГБТ активизмот во Македонија и кои се позициите на самата заедница на грасрут ниво по однос на прашањето за парада на гордоста. Дали има потреба, дали таа форма е потребна, во која форма тоа би требало да се одржи и така натаму. Зашто ова го кажам и зашто е битно и зашто беше иницииран дебата, бидејќи прашањето за парадата на гордоста до сега во јасен, не доведен под прашање на начин го поставуваат исклучиво до сега хомофобичните гласови во оваа држава. Ако добро се сеќавате, минатата година тоа беше искористено како еден од главните мотиви за инициирање на серијата напади на насилство. Нашата идеја беше ние да го поставиме внатрешно помеѓу оние кои што најмногу се засегнати, клучно прашањето дали имаме потреба од оваа форма. Ако имаме потреба, дали е можно да се одржи. И овде веќе доаѓа вашето прашање. Тоа е прашање чија можноста за одржување зависи од многу фактори. Прво зависи од подготвеноста на заедницата да излегне и да се појави на еден таков настан. Тоа е прво клучно, тоа е иницијалната каписла за одржување. Второ, дали во полицијата и државата може да создаде безбедносни услови, да ги обезбеди потребните услови во кои што ќе превенирам потенцијално насилство, а зашто очигледно има големи услови да се случи. Јас воопшто не би ни сомневал дека доколку се одржи парада на гордоста дека ќе има инциденти на насилство. Сега може би не во тој размер и степен како што сведочиме во, не знам, во српското сценарио, како најблизок некој пример околу нас, па дури во други земји, во Бугарија и така, Црна Гора. Добро. И она што го имавме како искуство, вие сте свесни до сега дека имавме настани во кои што луѓе протестираа од многу поблаги причини, мислам, за прашања кои што не засегнуваат таков тип на популација и дека имаше настан, полицијата беше присутна и немаше заштита. Да не се потсетуваме на площадот. Во крајна линија, ние минатата година во центарот имавме 40 луѓе во затворен простор, пред тој центар имаше повеќе од десетици полицајци кои што стоја тука го окружуваат тој простор и во тој простор успеа да се случи напад чии што последици можеа да бидат фатални бидејќи имаше пиротехнички материјали кои што беа фрлени. Нема ли можност во ваков случај кога имате безброј дилеми околу заштитата од страна на полицијата, нема ли можност група од активисти, односно од организаторите на таа парада на гордоста да разговараат директно со министерката Јанкуловска, да ги договорат методите, начините на заштита на полицијата? Видете, ако се донесе одлука, значи и таа одлука мора да се донесе во еден поголем фронт на организација. Таа одлука не може да ја донесе нити јас, нити организацијата во која што јас сум конкретно, нити уште 2-3 организации. Ако се донесе, значи, таква одлука дека ќе се одржува парада на гордост или како и да го наречеме тој настан, тогаш е нужно, тоа подразбира, значи во моментот кога би се донела една таква одлука за одржување, тоа подразбира дека утредента ќе мора да се влезе на состанок, дали кај Јанкуловски или кај друг релевантен актер во министерството, за да се почнат преговори за заштита. Одржувањето на еден таков настан кој што е високо ризичен, особено врз основа на искуството што го имаме во регионот и ние мора да се повикаме на тоа, ние немаме наше директно искуство претходно. И врз основа на она што до сега имаме индикации, можности и искуства на напади во помали ситуации, во не толку видливо организирани изрази, манифестации или протести во кои што се адресираат правата на ЛГБТ популацијата, во таа ситуација тој процес мора да започне таму. Полицијата од почетокот мора да биде инволвирана во организирањето на секој чекор
Да. во основната логистика на еден таков настан. Што велат искуствата во западните земји кога се почнувале ваков вид на протести, кога се будала свеста на граѓаните за потреба на марширање и барање на права? Што велат Искуствата во искуствата и светот, историјата? Велат дека еднакво имало насилства, еднакво имало биле подложни на тортура, на притисоци и напади физички. тоа е точно, меѓутоа пак јас ќе го вратам проблемот кон коренот, овој одбележувањето или овие манифестации, паради на гордоста почнуваат некако еден мал протест на група активисти во светот, туку напротив затоа се значени, бидејќи представуваат прв спонтан, меѓутоа масивен и организиран револт на самата ЛГБТ популација Видите дека е против клучно, насилството. да, клучна е масовната Клучно е поддршка од самата заедница. од самата заедница. Иницирањето Во Македонија на тоа. тоа не постои. Во Македонија тоа е се уште во едно рудиментарно ниво, прилично неразвиено ниво. И во таа смисла, зашто велам дека треба се дискутира, бидејќи сметам дека ваков тип на прашања не смеат да бидат прашања кои се решаваат на топ ботом левел, односно од озгора долу. Не може организациите да бидат тие кои што ќе донесат сами по себе одлука за прашање кое што директно Ги ја засега. вклучува. Знаете, ова не е прашање за кое што ние ќе донесеме одлука во смисла на ќе буткаме некоја легислатива, ќе буткаме одредена политика, ќе преговараме со одредени чинители. Во овој случај е прашање за јасно окупирање на јавен простор. Но премногу долго можеби би се чекало. Зошто не би си дозволиле еден, двајца, тројца членови на ЛГБТ заедницата да учествуваат во протести и всушност да ги охрабрат останатите кои се преплашени, живеат во, како велите вие, во кој век живее ова население преплашено од поинакви малцински групи, маргинализирани групи кои доживуваат навистина терор од мнозинството. Знаете, тоа ви е нож со две острици. Не сум сигурен дали излегувањето на тројца и десетина луѓе на еден таков настан може да биде мотивирачки чин, Но тоа би траело со години, зошто да не? или може да биде дополнително понижувачки тим во кој што ќе креираме уште една слика на смешни актери кои што излегуваат и повторно нешто само бараат тие Борбата некои никогаш десетина не е луѓе. смешна, господине Димитров. Не, знаете како? Борбата може да изгледа Јас- јалова за тие двајца, тројца, Не, во тоа но не уште се- еден и еден, секоја година кој еден член влезат во тој активизам, ве поддржат и ви се придружат, не е јалова. Не, јас не реков јалова. Јас само зборувам за оно што го имаме досега искуство генерално со организирање на различен тип на протести и на тоа која е сликата која што во јавноста се креира, воедно тоа е сликата која што ќе ја црпи самата заедница. Добре, јас ви благодарам што бевте гости. Благодарам на поканата.